Почитувани дами и господа, добар ден. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам 24-та седница на Советот на општината. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Прва точка е извештај на Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именување од одржаната седница на ден 17.7.2019 година. 1.1. Предлог решение за иницијативата за поведување на постапка за утврдување на одговорноста на членовите на училишниот одбор на Основно училиште Пере Тошев од Росоман, доставена од Комисијата за спречување на корупција. 1.2. Предлог решение за именување на локален совет за превенција. Втора точка, извештај на Комисијата за образование и култура, спорт и одбележување на празници и манифестации од одржаната седница на ден 17.7.2019 година. 2.1. Предлог решение за усвојување на извештајот за потрошени средства за манифестацијата Духовден фест Праскобер 2019 година. Точка 3. Извештај на Комисијата за финансии од одржаната седница на ден 30.7.2019 година. 3.1. Предлог одлука за кофинансирање на проект. 3.2. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај од 1.4. до 30.6.2019 година. 3.3. Предлог одлука за одобрување на парични средства на Сдружение на граѓани Стритбол од Росоман. 4. точка, извештај на Комисија за урбанизам и комунални дејности. 4.1. Предлог одлука за поднесени барања за постапување со бесправно изградени објекти со кои истите ќе се вклопат во идната урбанистичко-планска документација. 4.2. Предлог за усвојување на барање за превземање на итни мерки за заштита на населението и животната средина од загадување на воздухот со прашина од каменоломот во село Камендол. Дали некој бара збор во однос на дневниот ред? Дали има некој дополнување на дневниот ред? Бидејќи никој не бара збор, дневниот ред го ставам на гласање. Ве молам кој е за усвојување на дневниот ред по редослед како што ви го прочитав пред малку. Констатирам дека Советот со 9 гласа за го усвои дневниот ред. Прва точка, извештај на Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именување од одржаната седница на ден 17.7.2019 година. Молам председателот да се произнесе. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, како председател на оваа Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања од одржаната седница на 17.7.2019 година до Советот на општина Росоман го доставувам следниот извештај. На оваа комисија се разгледуваат две точки и тоа. Точка 1. Разгледување на иницијатива за воведување на постапка за утврдување на одговорноста на членовите на училишниот одбор на Основното училиште Пере Тошев од Росоман, каде што комисијата со 4 гласа за предлага Советот да донесе соодветна одлука, бидејќи не се прекршени член 63 став 1 и член 67 став 1 од Законот за спречување на корупција и сударот на интереси од Службен весник на Република Македонија број 12/19. Во точка 2 предлог решение за именување на локален совет за превенција во општина Росоман. Членовите на комисијата го разгледаа предлогот на градоначалникот, а по претходно излагање на представникот од Министерството за внатрешни работи од 23-та седница на Советот на општина Росоман и нивниот предлог за именување на председател и членови на локалниот совет за превенција, комисијата со 4 гласа за предлага да бидат именувани Бранко Јанев, градоначалник на општина Росоман како председател, Марионка Печевска, председател на Советот на општина Росоман како заменик председател, Даниел Ѓорѓиев, инспектор во Министерството за внатрешни работи како член, Елизабета Адамова, лекар доктор како член, Андријана Петрова Ѓоргова, директор на јавната општинска установа Детска градинка Праскичка од Росоман како член, Анета Јоновска Јубенова, директор на Основно училиште Пере Тошев исто како член, Гоце Величковски, директор на јавното предпријатие за комунални дејности Росоман од Росоман исто како член.
Комисијата предлага Советот на општина Росоман да поднесе заклучок со кој ќе биде усвоен овој извештај. Благодарам. Otvaram pretres ova točka, da neko dva razbor. Точка 1. По замолување од страната на оштетеното лице Драган Андрич, заради тоа што сум јас председател на ова комисија за верификација мандатни прашања, ме замоли и исто така и должност ми е да го информирам Советот што се дискутираше на комисијата, каде што на Советот имавме добиено од Државната комисија за спречување на корупција и криминал за превземање на некоја си одлука за училишниот одбор на Пере Тошев заради несовесно постапување за вработување на наставник по физичко и здравствено образование. Ние како Совет го разгледувавме работењето на училишниот одбор во Основното училиште Пере Тошев. Донесовме одлука дека училишниот одбор во тој состав постапило како што треба, одржало заради тоа што ова комисија за спречување на криминал го задолжи Советот на општина Росоман да го преиспита работењето на училишниот одбор. И ние малку трпно испитавме некои работи за да донесеме некоја одлука. Исто така и јас како председател на оваа комисија бев љубопитен и од информација за среќа имаме и еден наш советник, актуелен советник во таа комисија, каде што со истиот советник констатиравме дека тој училишен одбор одржал две седници, каде што на првата седница со 5 гласа за му предложила на актуелниот директор на Основното училиште Пере Тошев дека соодветно лице за физичко и здравствено образование е лицето во моментот оштетено Драган Андрич. Со таа цел, покрај ова задолжување од оваа комисија за спречување на корупција, го задолжува Советот на општина Росоман, но мора да знаат и граѓаните на општина Росоман дека градоначалникот мора да донесе соодветна одлука и за актуелниот директор на Основното училиште Пере Тошев, дали таа постапила правилно или не постапила или направила некоја злоупотреба на својата функција. Од оваа говорница ќе го замолам градоначалникот после неколку дена или на наредниот совет да даде образложување за работењето на актуелниот директор на Основно училиште Пере Тошев, т.е. дали таа постапила правилно или не постапила правилно, доколку е можно. Тоа што се случило, на кој начин е избран наставник по физичко и здравствено образование од туѓа општина во нашата општина, заради тоа што се работи за наставник по физичко и здравствено образование од село Сирково и за предмети во самото село Сирково, во Основното училиште Пере Тошев, мислам дека нашата свест и свеста кај актуелната власт во општина Росоман ќе преработи и на наредниот конкурс. Мислам дека редно е дека да ги ставиме сите секири во земја и да се повика лицето Драган Андрич за повторно да ги обавува часовите по физичко и здравствено образование. Само да кажам дека уште еднаш да потенцирам дека лицето Драган Андрич, наставник по физичко и здравствено образование, е жител на село Сирково, е
исто така дипломиран наставник по физичко и здравствено образование, професионалец во својата област, со активно познавање на два странски јазици и со високо постигнат просек. И јас како интелектуалец или како раководно лице секогаш кога идат повеќе кандидати за одредена функција, пред себе ги ставам дипломите, пред себе ги ставам курсовите што ги поседува тоа лице, пред себе ги ставам уверенијата за активно владење на странски јазици и и на крајот од нештата го оставам интервјуто за разговор помеѓу претпоставеното лице и апликантот. Така да, пред да одлучам, ги споредувам сите поднесени уверенија и апликации на сите кандидати и после одредено време донесувам одлука, а заради тоа што се споредува некое лице далеку поднеспособно од друга општина, со лице жител на оваа општина, со далеку поголем просек, со далеку лице што поседува повеќе уверенија за странски јазици, мислам дека градоначалникот и директорот на Основното училиште Пере Тошев ќе го донесат вистинскиот избор во септември 2019 година и да ги обавува часовите по физичко и здравствено воспитание. Толку имам јас. Почитувани советници, почитувани медиуми, во врска со информацијата што ви ја даде советникот Јованче Јошев, би сакал да кажам дека на Комисијата за мандатни прашања и именувања ги имавте материјалите и од материјалите имавте извештај од Државниот инспекторат за образование, каде е утврдено дека во постапката нема никаква грешка во изборот на наставник. Значи, нема повреда на законот. Се сложувам со извештајот на училишниот или инспекторат, како веќе го кажете, градоначалник, меѓутоа го гледам тука и извештајот од Државната комисија за спречување на корупцијата, каде што пишува дека при ваква утврдена фактичка состојба, Државната комисија констатира дека членовите на училишниот одбор на Општинско основно училиште Пере Тошев, село Зирково од Росоман, постапиле спротивно на членот 63 став 1 и членот 67 став 1 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси. Значи, тука имаме две различни толкувања. Училишниот инспекторат тврди дека не е прекршен член 63 и 67, а Државната комисија констатира дека тие два члена се прекршени. Друго, што би се надополнила на Јованче, на излагањето на Јованче, и јас сум член на таа комисија, меѓутоа од оправдани причини не бев присутна на комисијата. Исто така се потрудив да дојдам до некои документи, значи до факти, за тоа што не сакам да гласам на допрен глас или без факти. И тука го имам мислењето дадено од училиштето Пере Тошев на 9.11.2017 година, каде што го праќаат наставникот по физичко и здравствено образование. Значи, лицето Драган Андрич, наставник по физичко и здравствено образование, приправник согласно годишна програма за учебната 2016-2017 и 2017-2018, својата воспитно-образовна дејност ја извршуваше во училиштето Пере Тошев со неполно работно време 15 наставни часа. Наставничкиот совет континуирано ја следеше работата на приправникот и ги констатира следните работи. Приправникот Драган Андрич навреме има изработено годишен глобален месечен план за својата работа, учествува активно во изработка на годишната програма за работа на училиштето, собира и анализира информации за успехот, поведението и редовноста на учениците. По завршување на секој квартал учествува во сите тимови за изработка на различни проекти во кои е вклучено училиштето. Посетува обуки и семинари, редовно врши консултација со наставниот кадар, постојано е во контакт со учениците, предвидените содржини ги реализира навреме и целосно според однапред предвидениот план и програма, редовно и уредно води евиденција за своите активности
Приправникот стручниот испит го полага прв пат и мислењето се издава за да послужи за полагање на стручен испит. Зошто се поставува прашање, зошто училиштето Пере Тошев, односно директорот на училиштето, лицето го праќа на полагање стручен испит, ако веќе немат во план да се продолжи неговиот договор за вработување. Од друга страна го имам извештајот, одговорот на приговорот кој го поднел Драган Андрич до училишниот одбор, ако не се лажам, значи врз основа првото образложение е извештајот од училишниот одбор. Врз основа на седницата одржана на училишниот одбор на Пере Тошев Росома на 1.2.2018 ве известуваме дека вашиот приговор се прифаќа. По претходно разгледување на приговорот поднесен од страна на лицето Драган Андрич, наставник по физичко образование, се отвара дискусија и е наведено дека лицето досега најодговорно ја врши својата работа. Не сакам да го читам во целост из образложението, што од друга страна ме наведува на сомнеж, затоа што по наредната година истиот училишен одбор, дали е во истиот состав или е составот сменет, кажува дека одлуката, приговорот за одлуката се отврла со 3 гласа за гласат и при тоа, че ве молам, не се присутни сите членови на училишниот одбор. Значи од 9 членови присуствуваат само 3, 2, 5, 1, 6. 3 гласа за, 2 против, 1 воздржан, приговорот се отврла. Напомена, за да се усвои приговор до училишниот одбор, потребно е да гласа мнозинството од вкупниот број на членови на управниот одбор, училишниот одбор, а тоа се 5 членови. Тука го имам и уверението за положениот државен испит или стручен испит, положен стручен испит во 2 примерока во оригинал, кој ги дава институцијата каде што се врши полагање на стручниот испит. Училиштето при поднесувањето на документи било должно да го задржи едниот документ во досието на кандидатот. Меѓутоа, тоа не се случило. Двата примерока се вратени на кандидатот, значи апсолутно не му е земено во обзир. Образложение добил дека не се бара фактички положен стручен испит и во ред, ако за договор на неопределено работно време не е задолжителен стручен испит, се согласувам, не е задолжителен тој документ, меѓутоа, ако се најде двајца кандидати со исто образование, ист степено на образование, значи 7 степен образование, ист факултет завршен, како тогаш ние ќе извршиме правилен избор од двајцата кандидати? Според мене, тогаш доаѓа во предвид положен стручен испит. Доаѓа во предвид што лицето Драган Андрич работел веќе 2 години во училиштето како наставник по физичко образование и физичко и здравствено образование. Училиштето го праќа да полага стручен испит, а на крајот првиот конкурс е поништен, каде што се пријавени двајца кандидати, конкурсот се поништува, повторно конкурс се распишува, Драган Андрич е кандидат на вториот конкурс и сосема трета особа и наеднаш добива тоа лице добива работен статус во училиштето Пере Тошев. Тоа ме наведува на сомнеж дека нешто не е јасно. Сега, кога ќе го земам во обзир и мислењето на Државната комисија за спречување на корупцијата, значи пишува дека, имајќи во предвид дека пријавителот на овој случај уредно пријавен огласот бил жител на селото, работел во ово училиште од 1 септември 2016 до 18.1.2018 година, ги исполнил сите услови и има положен стручен испит, а другиот кандидат бил жител на друга општина и нема положен стручен испит, јасно произлегува дека во овој случај не се земени во предвид сите факти и околности за да може да се избере најдобриот кандидат во конкретниот случај, така што може да се констатира дека директорот на училиштето го искористил своето дискреционо властување и извршил избор на кандидат кој не ги исполни условите барани во огласот. Ова е мислење од Државната комисија за спречување на корупција. И сега, со право, можеби Државната комисија му предлага на Советот на општина Росоман како надлежен орган кој врши именување да спроведе постапка за утврдување на одговорност на членовите на училишниот одбор на Пере Тошев, согласно членовите тие, значи 2.4 став 2 од Закон за спречување на корупција и судирни интереси, треба да ја известиме Државната комисија за преземените мерки во рок од 60 дена од денот на приемот на иницијативата. Во случај на непостапување по овој член, Државната комисија поведува прекршочна постапка.
И сега, колеги советници, ќе ве молам, размислувајте реално врз основа на факти, а не врз основа на лични убедувања и на блискост со одредени особи или личности, или да сакаме да заштитиме некој од управниот одбор или директорот на училиштето. Значи ќе ве замолам, размислите, разгледајте ги добро. Факти има, потврдени, Државната комисија го констатира дека се прекршени членовите 63-67, да, од училишниот инспекторат имаме извештај исто така во документите ги имаме сите, дека не се прекршени тие два члена, меѓутоа сепак Државната комисија за спречување на корупција, мислам дека е померодавно да даде свое мислење. Јас ќе гласам за да преземеме мерки за одговорност на членовите на училишниот одбор. Види каков е извештајот на комисијата за верификација на мандати и оде Јас по неја што е предложено. мислење. Сега ќе гласаш за предлогот на комисијата или ќе гласаш против? Против предлогот на комисијата. Па тоа кажеш дека против предлогот ќе гласаш, а не сега едно зборуваш на говорница, друго има во извештајот на комисијата. Ако не побара збор, ќе те молам да не се продаш така. Побари да начало. Ма не може да ја везна да стане на говорница да го правам на се. За да излезеш на говорница треба да побараш збор. Четирима советници, мислам дека некои работи тука не се јасни. Ќе го повторам уште еднаш онова што го реков пред малку. Комисијата за мандатна комисија доби записник од Државен инспекторат, Државен просветен инспекторат, каде на крајот вели: врз основа на извршениот инспекцијски надзор, ова инспекција констатира дека при изборот на наставник по физичко и здравствено образование не се најдени повреди на законот на чие извршување врши надвор ова инспекција. Заради вака утврдената фактичка состојба, покренатата постапка се запира. Оној факт што го рече Маријонка, дека има положено државен испит, не влијае на изборот на кадрот за наставник по физичко образование, согласно Законот за образование, бидејќи за положен стручен испит може да е валиден, односно задолжителен, само кога се распишува конкурс за на неопределено работно време. Значи, еве го уште еднаш записникот од Државен просветен инспекторат. Дали мислам? И само уште еднаш дополнување, советот во училишниот одбор има само двајца представници. Ако сметате дека треба да влијаете на двајца представници, А што во случај? Прашање на вас дали на граначалник може да Значи, уште едно појаснување, заради тоа што таа Државна комисија за спречување на корупција го задолжува Советот да го испита работењето на училишниот одбор. Точно, во тој училишен одбор учествуваат и двајца советници, кој едниот е се уште советник, Ристо Јошев, и едниот е советникот од претходната гарнитура Илијана Текич Александрова. И врз база ние како совет, поточно ние како комисија требаше да донесеме некоја одлука, тоест да одлучиме дали училишниот одбор постапил правилно или неправилно, тоест дали го прекршил член 63 став 1 и член 67 став 1. Значи ние, за да ги осудиме дали биле грешни или негрешни, собиравме низа на аргументи. Дали постапиле правилно или не. Што беше првата наша задача? Првата наша задача е да го видиме исходот на тој училишен одбор. Училишниот одбор за ова прашање одржало 2 седници, каде што на првата седница едногласно, повторувам, едногласно кажува дека лицето Драган Андрич ги исполнува сите услови, другото лице не ги исполнува условите. Таквиот извештај му го приложува на актуелниот директор на Основното училиште Пере Тошев и врз основа на таа одлука директорот донесува одлука. Тука, дали директорот направил
злоупотреба или не направил злоупотреба, тука ќе одлучи градоначалникот на општина Росуман. Така е. Да бидеме јасни. Значи, комисијата донесува јасна одлука дека училишниот одбор не направил прекршок, тоест не ги повредил членовите 67 и 63, членови 1. И затоа му приложува на советот дека училишниот одбор не направил прекршок. Донесил правилна одлука и таа одлука ја доставил до повисоките инстанции во случајот актуелниот директор на Основно училиште Пере Тошев. Натаму, уште еднаш повторувам, дали градоначалникот ќе го осуди тоа позитивно или негативно, тоа е негова работа. Затоа има години и години и години и комисии и инспекции, си има таму правни институции, нека се одлучат како што се одлучат. Нашето е да го установивме тоа и го донесуваме на советот дека училишниот одбор не е виновен. Точка. Почитувани, очигледно дека се штедевме на комисијата кога бевме и сега повторно овдека на говорница дојдовме и почнавме да си кажуваме и работи надвор од она што е како материјал за одлучување. Го почитувам лицето Драган Андрич и посакувам за воиднина да се најде некој компромис и лицето да биде наставник, бидејќи е сожител во нашата општина. Но не сум јас тој кој што можам да го предложам тоа или не сум директор кој што можам да го изберам. Значи да го оставиме се Драган Андрич настрана, имаме материја која што ни е доставена како појаснување околу правилностите или неправилностите во работењето во основното образование, односно во училиштето Пере Тошев, е надлежен државниот просветен инспектор за ова подрачје овдека. Иако тој во извештајот констатирал дека нема забелешки во работењето, во одлучувањето, во изборот и така натаму, во работењето на училишниот одбор, околу тие записници. Јас не гледам записници, зошто вие зборувате овдека записници? Имате материја од Државна комисија за спречување на корупција и владете се по неа, значи по неа движите се луѓе. Ние ако тргнеме така, ќе почнеме од пред 20 години или пред 10 години или пред 5 години, ја кога барав до тој училишен одбор да бидам секретар, сега да почнем ја да ги барам тие записници, па да ви ги предочувам овдека, па вие да ги гледате, па не така. Значи, да одиме по редослед онака како што ни се дадени работите, односно по нападствијата таму. Значи, ако државниот просветен инспектор констатирал дека нема неправилности, тогаш Државната комисија за спречување корупција нека побара одговорност од државниот просветен инспектор. Зошто така одговорил? Значи сега кого да го верувам? И друго, не гледам аргументи и решителни факти кај Државната комисија за спречување корупција. Значи тоа ми е некако како, не знам, нема опиплива материја кај што да наведи дека директорот земал пари, пример, или директор корумпиран, или ова или она. Значи, он не... Некоја пристрасност, ама каква е таа пристрасност? Сега ние не можеме да знаеме. Значи, требало малку по-опипливи материјали да ни даде Државната комисија за спречување корупција. И затоа, решителните факти се на страна на државниот просветен инспектор тука, што може би сега некои од вас не се согласувате, меѓутоа треба да се владееме по тоа што е дадено како материја. Државниот просветен инспектор го опишал тоа во детали. И затоа неговото одлучување е појасно и затоа комисијата така донела одлука. Сега, да не развлекуваме многу и да губиме време, бидејќи имаме и понатамошен материјал за одлучување, нели, да го дадеме ставот на комисијата, кој е за, кој е против и да видиме да продолжиме со работа. Благодарам.
Значи, Атанас, потpuno се сложувам со твојот исказ и малку како се развива дискусијата, на граѓаните му станува се појасно и појасно. И сега тука се поставува едно главно прашање. Еве, јас, например, како интелектуална личност, сум ставен во дилема. Зошто? Затоа што не знам дали хиерархиски, кога е пирамидата во една општествено подрачје, тоест во Република Македонија, дали во таа пирамида, таа комисија, во скалата, дали таа државна комисија за спречување на корупција е повисоко поставена или е просветниот инспекторат на Република Македонија хиерархиски пониско поставена. И сега нас ни се доставуваат на комисијата 3 извештаи. Едниот извештај од Државната комисија за спречување на корупција, каде што вика има направено превид, тоест училишниот одбор и актуелниот директор се виновни. Ваму иде локалниот инспектор Михаил со своја одлука, решение дека нема никаков превид направено при изборот на наставник по физичко здравствено образование и уште еден државен инспекторат од повисоките инстанции, и истото тој донесува одлука дека нема направено превид. Сега, јас се поставам кој е во право. Тука се испоставува една стара поговорка народна, кој е постаро, јајцето или кокошката. Значи, тука во државата, мислам, моментално влада еден хаос, каде што не се запазени редовите на нештата. Тоест, дали требало оваа комисија да ги земе во обзир, како што кажавте вие, овие искази на државните инспектори, и врз основа на таа да донесе уште една одлука, каде што ќе каже дека окей, врз база на извештаите на инспекторите за образование, ние констатираме дека во случајот нема никој виновен, тоест никој не го прекршил законот 63 и 67. Исто размислуваме, но некако интонацијски лошо го презентираме. Да, се согласувам дека во конкурсот не било наведено дека на неопределено работно време се бара државен испит, а на определено работно време не е задолжително државниот испит. У законот, да, се согласувам со тоа. Но што доколку се јават двајца кандидати со потполно исто образование, со државен испит, со, да речемете, истите документација комплетна се, како ќе се врши надзор тоа, како ќе се изврши избор? Значи тогаш иде на директорот го врши изборот. Точно, директорот го врши изборот. Зошто директорот првиот пат не го послушал гласањето, не го усвоил гласањето на училишниот одбор? Зошто после тоа се разрешени членовите на училишниот одбор? Од наставниците, од редовите на наставниците. Јас колку имам информација, сега се нови членови на училишниот одбор, во од редот на наставниците. Доколку не е така, ве молам, Ацо е таму, нека демантира, нека каже. Зошто во меѓувреме се смени мислењето и одлуката на членовите на управниот одбор? Што се случи во меѓувреме? Тука е дилемата и мене тука ми се јави сомнежот дека нешто не е како што треба. Се согласувам, го читав извештајот од Државниот просветен инспекторат, дека тврда дека нема нарушување, меѓутоа, антикорупцијска вика да постои. Постои прекршување на член 63 и член 67 став 1. И сега, тоа е тоа. На кого да му веруваме? На Државниот просветен инспекторат или на антикорупцијска? Држите се на материја. Само најкратко ќе кажам јас, пошто јас сум член на училишен одбор и по огласот доаѓаат документите од сите членови што конкурираат на огласот и ние како училишен одбор ги имаме само нивните диплома, државјанство и успехот негово што. Значи тие документи што ги бара на огласот.
Повеќе таму не пишува никаде дека он има положен државен испит или нема положен државен испит. Значи нема такво барање. На огласот пишуваат стриктно диплома за завршено образование за определено работно време. Ако е за неопределено работно време, тогаш е друг конкурс. И према тоа ние не може да одлучиме како училишен одбор дали овие е подобар или не е подобар. Натаки кога ние ги даваме директорот, документот директорот одлучува. Значи одлуката, крајната одлука е на директорот, не е на училишен одбор. Директорот кажува. Значи, ако не е задолжителен, окей, не е задолжителен. Меѓутоа се исто образование, седми степен имат едниот и другиот. Како ќе ги одлучиш? Еве нема државен испит, остави државниот испит на страна. Тоа е више друга работа, тоа ќе Тоа одлучува. веќе друга работа. Значи он има работно искуство, жител на наша општина, подобар во успех, просек подобар, учествува на Директорот, значи не треба одлучува директорот. Одлучува директорот кој ќе го Тоа се преминава. бара од нас, зашто ние Јас дадов предлог и на комисијата да го сменим училишен одбор, да ставиме тебе во училишен одбор и уште еден кој ти ќе предложиш и ај со здравје. Го разрешуваме училишен одбор што од соведот од советниците го запрекршуваат закон и крај. Не ти е одговор на Па, за мене тоа е одговор. Не ти е одговор на тоа што те прашам. Јас ти кажам дека сакам да дадам оставка од оваа училишен одбор. Па тебе секој ќе изтече мандатот веќе се тебе нема Па зошто да се давам оставка? Јас би искал нов тебе, јас тебе да предлагам. Ајде, да ја скратиме дискусијата само да уште ова да го кажам. Да. Што ќе се случише ако на конкурсот се јавија 10 души? Што тогаш ќе се случише? 10 души. Директорот мора еден да избере, не може 10 души да избере. Значи крајниот збор го има директорот постапил согласно законот, тоа го констатирал државен просветен инспекторат и завршена приказна. Значи, ја не знам сега, јас морам да ставам повторно да кажам. Господине градоначалник, значи при 10 кандидати, кога постојат 10 кандидати на еден конкурс, има начин како се врши избор. Ако бидиме реални, ако бидиме нереални, ако ние сакаме да извршиме избор како што нас не одговара, ние во конкурсот можеме да наведеме извинете, ама не изразот, ама и тежина и висина на кандидатот. Немојте, ќе ве молам со такво образложение, што доколку се јавиле 10 кандидати. Ако се јавиле 10 кандидати, ќе одиме по селекција. Прво, дали е жител на нашата општина. Второ, ако се тројца жители, од тие тројца кој има подобар успех. Ама не зборуваме сад, прашање поставувате како би постапила директорката ако се 10, она го врши изборот. Да, она го врши изборот. Меѓутоа сега правиме муабет за 20 кандидати, каде што училиштниот одбор првиот пат дава согласност да се приме лицето Драган Андрич, вториот пат пупу не важи. Тука е дилемата цела. И сега дали е државниот просветен инспекторат во право, дали е антикорупцијска во право. Ние треба да донесеме одлука по барање на антикорупцијска. Ние треба да донесеме одлука по барање на антикорупцијска, убаво вика тука. Да се поведе постапка за утврдување на одговорност на членовите на училишниот одбор на Пере Тошев Росоман. Значи комисијата донесе одлука и ќе го замолам председателот на овој совет таа одлука да ја стави на гласање. Кој е за, кој е против, кој е воздржан, да се изгласаме таа одлука, но свеста кај нашите актуелни раководители во општина Росоман, мислам дека ќе преработи, мислам дека конечно ќе ги тргнеме тие ВМРО СДС кандидати и членови и дека ќе се избере лицето од нашето село, единствениот наставник по физичко здравствено образование. Затоа и го охрабрувам и нашиот градоначалник на директорката да и сугерира дека и ќе го замолам и нашиот советник од село Сирково, Јовица Стошич, заради тоа што се работи наставник од село Сирково, да си ги штити своите граѓани, да преферира тие лица да бидат на работа, а да не носиме од други општини. Значи, председателката замолувам да го ставиш предлогот на комисијата на гласање. Поздрав. Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани медиуми, бев повикан од говорница и морам да излезам и да му дадам одговор на колегата. Јас ги штитам
правата на моите соселани, но не можам против законот и не можам да знам како ќе одлучи директорот, нит па можам да му наредам директорот како да одлучи. Уште во првото ваше излагање најдов приметба, бидејќи вие рековте, бидејќи од селото имал предност. Вие, колега Јованче, сте од општина Росуман и вработени сте во Куманово. Дали немаше подобар избор во Куманово од вас, градоначалникот да избере таму представник? Ви се молам. И немојте така дрско да одговарате и да ги наведувате луѓето во погрешно размислување, дека некој не сакал неговиот соселанец да работи во неговото село. Јас бев лично засегнат од вашата партија, мојата мајка беше избркана од работа со 39 години работен стаж и тоа не се проговори нигде јавно овде, ни на совет, ни. Вие кревнавте огромна фама за одлуката на директорот. Тоа е одлука на директорот, инспекторатот го прегледал предметот и не нашол никакви приметби. Ние сега како советници, тоест како сопартици, сакаме да се истакнеме дека некоја личност ја браним или да му се додвориме на некој. Немојте да се однесувате така. Бидете принципиелни, придржувајте се кон документите што ви се доставени и гласете за тоа што ви е доставено. Не разлагајте на говорница партии, не партии, наредби, не наредби. Се знаат нашите ингеренции колкави се и докаде може да одиме. Ви се молам, не се понашајте вака одговорница. Ова е веќе смешно и катастрофално што се дешава во последниот момент. Не можеме да одржиме ни комисија, не може да одржиме ни седница. На што личи ова? Ќе враќаме ни назад кои одлуки. Одлука има кој таму. Инспекторатот донел одлука дека има правилности, има неправилности и завршена работа. Кои сте ние да одлучуваме тука повеќе од тоа? Како ќе биле ако биле 5 души, како ќе одлучила директорката? Како ќе одлучила? Па не знаеме како ќе одлучи. Директорката е затоа поставена за да одлучува таму и ние не може да влијаеме на нејзиното мислење и сега да размислуваме ние тука одговорница, отисне пред камера како требало да направи директорката. Кажете и го тоа кога ќе ја сретнете на улица, кажете и како да размислувате ош. Зошто тоа во училишниот одбор? Па и во училишен одбор ние имаме 20 представници од Советот на општина Росуман. Не можеме ние да одговараме за останатите таму што се во училишен одбор. Нит сме ги избрале, нит сме ги поставиле таму ние. Како може ние да одлучуваме за нивно име и да кажеме каква одлука да? Ви се молам, бидете конструктивни и работите по тоа што е доставено со документи и дај да продолжиме со седницата. Се согласувам со твоето дека ние не сме не одговараме за тие други членови, меѓутоа сепак училишниот одбор донел одлука, а одме се бара дали училишниот одбор го прекршил членот. Ја одам само по нашо мене ме бара антикорупцијска. Па што имаш ти да што да на училишниот одбор? Имаш ли документ? Без кој да А сега пред малку ти ги кажам. Јовица Стошич, колега, мислам дека не ги познавате добро работите, вака сега да ти ги појаснам малку работите. Значи, оваа говорница, тука, и овој совет е избрана од општина Росуман за да дебатира, тоест јавно да размислува за сите актуелни збиднувања во самата општина. Исто така, како општествено одговорна институција Совет на општина Росуман, ангажиравме дополнително медиум КТВ за да ги презентира во живо овие совети, тоест да видат граѓаните како размислуваат одредени политички партии. Да не се залажуваме, да не се замајуваме дека сите ние советници потекнуваме од некоја политичка партија и тие политички партии имаат своји размислувања и своји ставови и после 4 годишното владење општината, жителите на село на општина Росуман одлучуваат која политичка партија да дојде на власт, која гарнитура, кои советници повеќе ги застапуваат граѓаните, кои поне ги застапуваат и така не одбираат на советници. Второто прашање поставено лично до мене, кој ме поставил мене во Куманово како мене ме избрале на конкурсот, значи треба да разграничите две работи, кога се работи за државна институција и приватна институција. Значи имаше соодветен конкурс, каде што аплицирав на соодветниот конкурс и бев
2 години технички директор во самата фабрика, после 2 годишно успешно и професионално работење, нашиот доминантен собственик во нашата компанија одлучи да бидам извршен директор. Значи, јас 14 години работам во приватен сектор, малку да ти појаснам, 10 години во една компанија, 2 години во друга компанија и веќе сум тука 2,5-3 години. Така да, не мешајте приватен сектор со државен сектор. За моето работење одлучува мојот доминантен собственик. Благодарам. А има ли повеќе собственици? Значи? Државата? Нема државата. А имаш ли? Значи, од мај месец, да му разјаснам на многу членови на позицијата и опозицијата, ги интересира многу за мојата компанија. Еве ви кажувам дека од мај месец 2015 година нашиот газда ги поседува 74% од акциите, останатите дел од акциите ги поседуваат вработените. Каде што актуелниот доминантен собственик одлучува за отоѓување и за модернизирање на самата компанија, тоест одлучува за својот менеджерски кадар. Добре. Сега, пошто барате од мене да се гласа односно онаа каква одлука донела комисијата на седницата, пишува во однос на првата точка од дневниот ред, разгледување на иницијативата за поведување на постапка за утврдување на одговорност на членовите на училишниот одбор на општинско основно училиште Петер Тошев од Росоман, комисијата со 4 гласа за предлага Советот да донесе соодветна одлука бидејќи не се прекршени член 63 став 1, член 67 став 1 од Закон за спречување на корупција и судир на интереси. Која е таа соодветна одлука? Дека училишниот одбор не направи предвид во изборот. Ни првиот, ни вториот пат. Ако ни требува спомнува два пати една читите да дојде. Како прв, како втор. Еден, он ти разгледал тамо еден и... Дека не се прекршени ни член 63, ни член 67. Значи, ние сега на антикорупцијска треба да им одговориме. Ние, Советот, сметаме дека членовите на управниот на училишниот одбор не го прекршиле членот 63 и 67. Да. Точно. И Тоа. И некој ќе му дадеш подлога за таа комисија да разборичка. таа комисија ќе разборичка. Таа комисија ќе разборичка. Ако не комисија ќе разборичка, значи, да гласаме. Кој е за Ставот на комисија. ставот на комисијата да Добро да там пишува. Кој е за? за одлука? Бацо, ќе те молам, значи, прекини да ми упадиш во Ќе те спор. молам дај да те сменим од председател на бидејќи. Собери 5 Ама гласа те и смениме, смени. не можеш да ја водиш седницата, значи не можеш да се Ама нема да консолидираш. можеш ако ти упорно мене ми упадиш во спор. Остави ме да спомена реченица. Тебе те слушам 15 Ама минути и видите, вие треба да се сконцентрирате на материјалот кој што ви е таму не и го да... оставаш за тоа што упорно ми упадиш во спор. Ама Да вие не се си мешате да во ми ставот на комисијата сега. Ја по кратка постапка ќе кажам, Прекини да значи ми кој се е за, мешаш кој е во право. спор, немаш право на збор. И не ми упаѓа во збор. Ќе размислувам за ваша промена, за иднина да видам Ставам само да на најдем гласање консенсус. одлуката од комисијата дека членовите на училишниот одбор на Пере Тошев од Росоман не го прекршиле член 63 и 67 од Закон за спречување на корупција и судир на интереси. Кој е за усвојување на овој извештај на комисијата? 6 против, 6 за, 2 против. Печо го не. Втора точка. Предлог решение за именување на локален совет на превенција за превенција во општина Росоман. Мислењето на комисијата го имате, отварам претрес по ова точка, дали некој баре збор? Доколку не се мешаш во зборот, човек ќе заборави како се вика, ако ти го зборуваш. Ај, јас сум крив се, ај. Прекинјато, ќе те молам. Почете да ви
виж збор тоа зборува. Дали некој бара збор по однесна ова точка? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката ја ставам на гласање. Кој е за усвојување на втората точка? Предлог решение за именување на локален совет за превенција во општина Росомон. Кој е за? Против? Нема. 8 за. Точка 2. Извештај на Комисија за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестација во државната седница на 10.12.2019 година. Овај председател. Почитуван граѓанче, почитувани колеги советници, почитувани медиуми. Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестација од државната седница на 10.17.2019 година до Советот на општина Росомон да предоставува следниот извештај. На комисијата присуствуваат 3 члена и градоначалникот на општина Росомон. На седницата на комисијата беше утврдена една точка од дневен ред во однос на која комисијата расправаше. Точка 1. Во однос на точката на дневен ред, извештај на потрошените средства околу одбележување на фестивалот Духовен праскобер за 2019 година. По спроведената расправа, комисијата со 3 гласа за предложи Сојот да го усвои финансискиот извештај за одбележување на фестивалот Духовен фест праскобер 2019 во форма како што е доставено во овој извештај. Предлог и финансов извештај за потрошените средства околу организација на фестивалот Духовен праскобер, мислам дека сите имате добиено и по тоа можете да Дали некој бара збор? Јас тие документи ги немам. немаш. Ги немам? Да, потрошените средства. Не. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и се доставам на гласање. Кој е за усвојување на извештај за потрошените средства на организација на фестивалот Духовен фест праскобер 2019? Против? Воздржани? 6 за, 20 воздржани. Извештај на Комисија за финансија до државната седница на ден 37.2019 година. Јовице, ќе кажеш извештај или да одиме точка по точка одместо претрес или гласање? Ако сакаш да си кажи. 3.1. Предлог одлука за кофинансирање на проект. Комисијата се одржа пред совет. Дискусијата заврши, дали некој бара уште збор? Ако никој не бара збор, Олека само. Едно појаснување за граѓаните. Значи, пред се работи за еден проект кој што се припремаше 2-3 години, можда и повеќе. И мислев дека овака долго припремање на овој проект, мислев дека ќе биде идеален, меѓутоа се случи обратното. Некој, односно во изработката на проектот, компетентните во таа насока не ги превземале еден дел од клучните работи за целосно и комплетно реновирање, односно реставрирање на старото училиште.
Па ајде да спомниме Јованче како показател на тоа. Затоа и станав сега да појаснам за граѓаните, да не биде секогаш штуро, без образложение, без осознавање за каков материјал при дадени инвестирања, односно промени на доградби, изведби и така натаму да се има, значи во предвид пред се квалитетот. Можевме да слушнеме од надзорот овдека дека едно од клучните работи при промена на покривот на старото училиште, односно при промена на вратите и прозорите наводно со ПВЦ, испаѓа дека тие не се ни со ПВЦ, него дел се со ПВЦ, а дел со обичен картон, исфарбар картон. Еве граѓаните да знаат, значи за какви градби се правеле претходно, какви изведби, какви инвестирања. За таквите неодговорни, а наводно на времето беа одговорни лица, ако, значи пред се правосудството нека си ја превземе својата работа, а друго, овој апел нека и најде и кај граѓаните на осудување, да за воиднина не се случуваат такви работи, него пред се функцијата да биде во насока на одговорност и во интерес на општествената заедница. Сега, за да не биде изведено, значи овој проект со, мислам како што нели овдека на англиски напишено на тера вино, со тие пропусти, бидејќи објектот нема да биде комплетен, значи ќе ја поддржам, значи оваа одлука за кофинансирање на проектот, се со цел, значи да имаме една целина, да имаме еден објект кој што ќе ги задоволува сите потреби и пред се секогаш каде што ја потенцирам да ги има и оние придружни елементи каде што се во насока пред се на безбедноста на граѓаните. Бидејќи тој објект е од јавен интерес, очекуваме да во иднина, нели, таму се собираат поголем број на граѓани и од тој аспект, значи и дел од овие средства да бидат наменети и од безбедносен аспект. Значи, одговорница тврдам дека овдека ќе ја поддржам ова одлука се во таа насока кој што дадов образложение. Благодарам. Пошто 950 плюс вратна рекоми околу 100.000 се кошта не плаша. Па околу милиони 100 остава. Милиони 100. Милиони 100 остава. Вратите може. Тоа чисто кој се изготвува одлуката, значи да се следи тоа точно како е таа сума. Кој е за усвојување на одлуката за кофинансирање на проекта? 8 за. Констатирам дека со овде ја усвои одлуката за кофинансирање на проекта. 3.2. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај од 1.4. до 36.2019. Отварам претрес по оваа точка, дали некој баре збор? Значи, накратко, предходно на комисијата бев воздржан, се со цел да дадам еден стимул во општината за еден подинамичен развој во општината, пред се од првите показатели за планираните приходи, односно за реализираните капитални расходи. Процентот во делот на расходите е мал, што значи дека и капиталната активност, односно
инвестирањето во капитални проекти е мало и токму за тоа значи таа воздржаност, меѓутоа од аспект бидејќи еден советник не е тука и ајде да не кварталниот извештај, значи да не помини, да помини. Овој пат ќе гласам за кварталниот извештај на сегашното гласање. И малку поопширно разложување во ставки при кварталните извештаи, по подетално разглобување по ставки овде када поопширен да биде кварталниот извештај, бидејќи сметам дека некои показатели јас кои што ги барам ги нема, односно се дадени во опширна форма овдека. И сега едно појаснување, изградба на други објекти, план 918, реализација 1.250.000. За што се работи? 482, не, 482.920 конта. Најдолу, во претходниот, да. Ето каде, доле. Ама гледајте, тука има што има плачено до сега. Тоа е реконструкцијата на детската градинка. Да, што е поголемо плачење што има извршено 903.000 платено до сега. И ситни активности што има од претходна година, а од тука не се влезени сега 6 милиона што ќе бидат у развојните програми за наредниот квартален извештај, ќе ги имат и развојните програми, ќе влезат уште 6 милиона од изградба на улици и тоа се за наредните седмици ќе го даеме со конкретни по проекти, како што се гради. Уред, благодарам. Со натрпение го очекувам процентот на капитални расходи. Сега во моментот е 11,4%. И еве веќе година и пол со натрпение очекувам. Дај Боже да биде набрзо. И сега кога што добив информација од раководителот за финанси дека во вторите 6 месеци од 2019 не очекува економски бум. Да. Кога ќе го видам тој економски бум, тогаш ќе гласам за, но на 11,4% реализација не сум научен да функционирам и нема да гласам за. Не оти нешто што конкретно не имам забелешки, немам конкретни забелешки, имам конкретни забелешки за слабата реализација и затоа ви посакувам многу среќа за да ги оставите овие 90, колку испаѓат, 89% реализација во вторите 6 месеци, но и оние, кога ќе ги додадеме 10 милиона од претходниот буџет, тогаш имаме, како Амди Бајрам, 102,6% реализација. Тогаш ќе гласам со двете раци за, а сега гласам против. Стварно 11, капитални расходи, 11,36. Сега се во тек два проекти што се завршија. Сега ќе се почне со асфалтирање на улици од 6 милиона. Автоматски ќе се зголемат овие активности.
И во тек е и уште еден тендер што треба да заврши, негде од цирка 20 милиона, патот Манастирец Трстеник, така да мислам стварно ќе биде бум баа година. Ќе имаме не планираниот буџет, ќе имаме зголемување. Сега ќе почнам вие денови да го правам ребалансот на буџетот. Знаете, буџетот беше планиран 31.000 и нешто. Ќе има зголемување негде за 10 милиона плюс и плюс од претходната година што ни останаа средствата од 10 милиона и плюс зголемување за уште 20 милиона за локалниот пат. Така да ќе имаме зголемување на буџетот негде за 100%. Предлог буџетот што го донесовме за 2019 година ќе со ребалансот ќе го зголемиме за дупло. Негде ќе цирка околу 60 милиона. Како да оној буџет како само за општината да беше предходно со школата и со градинга, да е 70 милиони. Значи овие И те држам за збор дека се од двете со двете, да. Со еве ветувам од одговорноста дека ќе гласам за. Овие 10 милиона денари некако како проколнати се и мислам дека и оваа година нема да влезат наменски, заради тоа што со изготвување на тендерска документација и на некој проект одзима време, мислам 5-6 месеци, 4 можеби. И овие 10 милиона ќе ги префрлиме во 2020 година и после пак ќе правиме ребаланси и нема ни да градиме ништо. Првите 2 години ќе бидат неефикасни, дрва и камења по градоначалникот заради тоа што нема капитални расходи, зошто немаш капитални, но можеби е некоја политика последните 2 години да не знаеме каде да фатиме. И дај Боже да е така, да се гради, јас немам ништо против, секој објект останат во нашата општина, мила општина е добредојден, секој и најмалото тротоарче и патче, е тоа како е направен и зошто е направен со хартиени врати во на старо училиште, нека си одговараат институциите, тоест тие технички лица кои вршеле технички прием, како го извршиле, под кои услови и така натаму. Но за успешно спроведен проект секогаш поздравувам, ја ветувам уште еднаш дека ќе гласам за, доколку имаме имаме ни реализација 98% од буџетот, кој е информација на раководителот 60 рекордно 65 милиона ќе биде. 62 Помалку е, рекордот е колку се дугне 4 милиона, така да. Немаме тоа заедно, Заедно. само на општината. Секунде, заедно Со двете раци за ќе гласам за последниот квартал. Почитувани советници, Јованче со неговата иронија секогаш предизвикува реакција. Точно е, се слагам во оној дел дека постапките и процедурите се бави. Меѓутоа за оваа година немав намера да се јавувам. Завршена ни е постапката за реконструкција на зголемување на капацитетот на водата. Се работи. Завршена ни е постапката за градинката. Се работи. За најскоро време ќе проектот на кој што и вие дадовте поддршка за реконструкција школото се работи. Завршена ни е постапката за изградба на локални патишта и улици. За локални улици. Завршена ни е постапката и за локалниот пат Трстеник Манастирец. Завршена ни е постапката за изградба на водовод за село Манастирец. Завршена ни е постапката за набавка на трактор, завршена ни е постапката за набавка на камион за собирање на смет. И уште една постапка имаме, спремна ни е се за подобрување на осветлувањето уличното. Ми се чини дека ова ќе биде доволно. Па сега да сме живи и здрави. Ако е тоа малку.
Ајде, поминуе, да помине. Ајде, што да прави? Не помине. Против? Воздржани? Ја реков Пенчо ќе биде тука. 4 за, 20 против, 20 воздржани. Предлог одлука за одобрување на парични средства на Сдружение на граѓани Стрит Бол. Комисијата предлага сумата да се ограничи на 30.000 денари. Отварам претрес по оваа точка, на некој бар збор? Почитувани, морам да дадам забелешка. Тоа и всушност го барат граѓаните од Горно Мало. Активноста повод овој настан стритбол се одвива таму во Горно Мало, односно како се викаше игралишто, Јованче? Не, повеќе наменско, ама Сарафов ли како се викаше? Не, Сарафов. Така, да, сега не морам да го знаеме назва, да. Да. И сега овдека ние како советници повеќе грижа водиме за некои си активности кои што водат кон популизам, а малку од она јас секој што се залагам за заштита на граѓаните, односно пред се на децата. Ке потенцирам, значи, јавна одговорница и ке апелирам подитно да се санира разводната табла и да нема, значи, дофат до сите, него да има одговорно лице кое што ќе врши отклучување на тој ормар каде што, нели, се прекинувачите, односно, да, прекинувачите за рефлекторите. Сега, во оваква ситуација, мислам, во овој момент металниот ормар е отворен, значи е под напон таа разводна кутија таму и постои голема опасност да, не дај Боже, некој возрастен човек или некој мало дете да настрада, подитно да се санира сето тоа и да поведеме малку повеќе постапка, мислам, и грижа околу заштита на граѓаните, а во втор план, значи, оваквите настани, не дека не се потребни, се потребни, меѓутоа, сметам, јас бев за 20.000 денари, 10.000 денари да бидат насочени за санирање на металниот ормар, односно на разводната табла. Благодарам. Ке бидам воздржан. Значи, на точката е предлог одлука за одобрување на парични средства. Ќе го чуваме по тоа, точно по тоа барање, а се согласувам дека безбедноста на граѓаните е пред се, меѓутоа и забавата и младите треба да одат по својот пат. А за тоа треба да се поведеш начин, значи како да се едуцираат младите, да се заштитат тие државни собствености, канти, обштествени, како да се заштитат, значи нас е еколошката култура и таа на, да не кажам, на какво ниво. Дали некој друг разбор по односно точка? Види, че никој не ба разбор, предлог одлуката за одобрување на парични средства во износ од 30.000 денари на Сдружение на граѓани Стрит Бол од Росман го става на гласање кој е за. Против? Воздржани? 7 за, 1 воздржани. Четврта точка. Извештај на Комисија за урбанизам и комунални дејности. Предлог одлука за поднесени барања за постапување со бесправно изградени објекти со кои истите ќе се вклопат во идната урбанистичко-планска документација. Имате списокот на парцелите. Отварам претрес по оваа точка, дали некој ба разбор? Види, че никој не ба разбор, претресот го започнував и точка да ја ставам на гласање. Кој е за донесување на одлука за усвојување на барањата за постапување со бесправно изградени објекти? Джими? 8 за. 4.2
2 предлог одлука за усвојување на барање. Како се ова Тоа беше за Село Камено, за село Камено. Значи, според по Државната комисија, комисијата донесе заклучок со кој го обврзува или одлука, како да го крстиме заклучок или одлука, Го задолжува. значи задолжение, заклучок, со кој го обврзуваме градоначалникот со договор да го обврзи ДГР геотехника во рок од 15 дена да го реши проблемот со прашината од очокот и камионите. Абе да посредува, како ќе ме обврзува? Да посредува во решавање. Добре, Не ме посредува, а го обврзуваат. Па можеш да го обврзиш како сега, градоначалник. Ајде да гале, да опрашаме сакаш ти или? Не, градоначалникот да го обврзува, мислам се. Него за право. Вика, вие сте задолжени за општина тоа дека и секој кој што го нарушува она животната средина друго, вие ќе го обврзите, како ќе го кажеме, дојде вамо завој ќе го патиме ако треба. А не ќе го молам. За фирмата, да, поред. Отврши 15. Советот го задолжува градоначалникот, значи да преземе. Советот го задолжува градоначалникот. Ма не може луѓето бе немаат трпение таму, луѓе, јас сум присуствувал. Отворам претрес по оваа точка да не го брзно. Во потполност се сложувам со барањето на жителите на село Камендол. Сите сме сведоци, можеме да забележиме дека од Росоман, значи јасно може да се забележи како голема количина на прашина од преработка на камен, односно дробење на камен, се дига од тој каменолом и во зависност од движењето, како што и граѓаните овдека напишале, односно жителите на Камендол напишале, во зависност од движењето, струјењето на воздухот, значи паѓа или врз селото и куќите, околните куќи тука, односно цело село, или пак по површините, а може да се случи тоа, натаму да оди Дебриште, може према Шивец, према Трстаник и така натаму. Значи, и во минатото имало вакви проблеми, и односно и вториот факт е дека тие имаат исто така и проблеми со прашината која што ја ствараат камионите со движењето со поголема брзина и со мала, а тоа е предизвикано од тоа што значи не се попрскува патот од страна на геотехника, така беше. Геотехника. Сега имало и вакви проблеми во изминативе години, но претходно местната заедница, значи тоа го решиле на еден подруг начин, каде што со договор помеѓу местната заедница и геотехника, обврзана геотехника, да ги санира тие работи. Предлогот е на граѓаните да врз очекот кој што испушта прашина да се стават бренери, односно обрасувачи, кои што нема да дозволат прашината од дробењето да се крева во атмосферата, него да, нели, по пат на тежина, да се таложи во таложник на почвата доле. Додека, значи, постојано во текот на денот, додека имаат работни активности, да се попрскува патот. Примерок од таков договор, помеѓу местна заедница и геотехника еве го тука, сега да се обнови, значи претходно кој бил друг газда на геотехника, сега е друг, значи со новиот газда во најкраток можен рок да се направи договор и да се постапи, односно геотехника да постапува согласно барањето на граѓаните, а се во интерес на заштита на човековата, односно на животната околина и самите, нели, жители на село Камендол и околните места. Благодарам. Да. Дали некој разбор? Бидејќи никој нема разбор, го заклучувам претресот, точка да ја ставам на гласење. Кој е за
Да посредува. Со договор. Кој ќе контролира? Со договор да го обврзи сега да посредува. Општина да кој ќе Да го Да. обврзи ДГР геотехника во рок од 15 дена да го реши проблемот со прашилото дочекот и камионите. Согласно договор, да. Јас сум за. Осум за. Само за председателство. Јас само, Ацо, заминуваш? Не, се вратам сам да не барам. Само едно председателе треба само една секунда. Да даеш известување да доставиш до Министерство за финансии, зошто не го прифатите кварталните известувања. Тоа е као председател. Знаеш ти кога беше? Не. Да. Зошто не е прифатен, разложение треба да им дадеш. Така беше, ти знаеш Стојанче кога беше, па Маријан после мораше да дава, па након да си кажа... На седмица, там кај после скажем кај сте? Тоа се брата. Напиши ме твојот програм на Фейсбук. Е така, ќе им доставиш дарање и образложение зашто не е прифатен и каде има пропуск. Тога и сечава се кога беше Зора, ти се плаче го растурат сојот вече, значи верувај и последното црно влакно ми опера. Че го растурат сојот, че го растурат. Нека го растурат Нема сојот. врска за вакво не. Ама нека го растурат вече упорно тоа. Стојат за вакното. Че го растурат сојот, патак совет, ваков совет, наков совет. И советот поставува прашања, па не добиват советниците одговори. Каде се одговорите на советниците? Кога постави прашање рад, кога довтева конкретно? Повеќе сноси одговорност за неправилно толкување на закон, на член на закон таму за исплата на паушалот на председателот на Совет. Добро. Не го доби писмено 1-2 години кога. Се образложи и писмено и уснено дека не е прекршено, дека може да се исплача 30, 40 или 70. Да. Вече Добре, добиш. значи тоа зависи од кој седи на ова место, така ли? Така. Од председателот на Човека Совет. зависи. Од човека. Се зависи што стои у одлука за извршување на буџет. Одлуката е иста, јас покушав прочитав и првиот пат. Одлуката е иста. Одлуката е иста, подпишана и од Јованчев, подпишана и од Маријан Пенчева и Добро. министрата. Јас само тоа се кажете конкретно за денешната седница остави известување. Не добим мнозинство. Ама не ти као председател си должна да известиш Министерство за финансии. Че го известен Министерство за финансии? Не, говорете, јас кажувам, еве го од искуство, он беше пред и достави од Министерство барање и после не ти гласаш, Маријан гласаш. Не. И после гласате Тоа го поднаме. и после Горе, гласате. значи, че се достави до Министерство за финансии. Дали има некој? Добро, горе. Дали нешто има друго да се додаде? Има. Што треба да се додаде уште? Шефот не снимаш дете? Снима. А ви исклучи ми как снимање? Ај заврши. Заврши после бајам. Со оваа точка исцрпен денешниот дневен ред. Шефе, ќе бъдем Благодарам